Добро вечер Куманово, добро вечер Карпош, добро вечер Пуковско, добро вечер Пчиња, добро вечер Перо Чичо, добро вечер за Унијата на ветерани на ВМРО-ДПМН, добро вечер за Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН, добро вечер за Унијата на жени на ВМРО-ДПМН, добро вечер за Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Куманово, добро вечер за нашите коалициони партнери од коалицијата за подобра Македонија. Добро вечер и добре дојдовте. Би сакал да споделам две убави радосни вести, едната на почеток, едната на крај. Најпрвен ќе почнам со оваја првата. Таа денеска ја кажав и во Јегуновце, потоа ја кажав и во Брвеница, па во Ѓорче, ќе ја повторам сега овдека во Куманово. А тоа е дека на 21 април победува, и тоа е јасно, професорката Гордана Силјановска-Давкова. Заедно со ВМРО-ДПМН и македонската опозиција. Ова ќе го повторам утре, повторно во Прилеп со ветераните во Зрзе. Одиме после во Ново село, одиме во Босилово, одиме во Радовиш, одиме во Конче, одиме во Струмица и се така до 19 април, а на 25 оваа коалиција, коалицијата со народот, ќе слави прва победа на претседателските избори. Добри луѓе, честити кумановчани, без разлика, македонци, срби, албанци, власи, бошњаци, турци, роми, сите ние сме се родиле во оваа држава. Ова е наша татковина. Тука сме ги формирале нашите семејства, тука сме се образувале и тука најверојатно ќе ги завршиме нашите животи. За да си ја вратиме татковината која што си ја сакаме, на вистинската патека, на вистинската траекторија. Победата на 21 април нема да биде доволна. Потребна ни е победа на 5 мај. Голема победа на 5 мај. А потоа, како што кажа идниот председател на Република Македонија, професорката Гордана Силјановска-Давкова, ќе му дадеме шанса на господинот Заев да распише предвремени парламентарни избори. А на тие предвремени парламентарни избори јас го гледам резултатот. Најголемата политичка коалиција во независна Македонија ќе ја добие рекордната поддршка од граѓаните. Тоа е она што нас ни треба. Тоа е она што и треба на Македонија. Ме прашуваат, ме критикуваат новиве. Оние провладини платеници велат, овој се занесол, мисли дека е парламентарна трка, дека се парламентарни избори, а не биле парламентарни, туку биле председателски избори. Еве сега овде од Куманово, повторно ќе им одговорам, нека слушаат и нека запишуваат. Овие кои што водат евиденција,
Кој е денеска присутен одека? Има и такви што се задолжени да водат евиденција. Вчера во Демирхисар не снима и ми ја честитавме новата 49-та година од општината. Еве ќе им кажам, ние овде што не гледате, но и тие стотици илјади ширу Македонија, сме многу поразлични од врхушката на СДСМ. Сме многу поразлични. Ние, добри луѓе, браќа и сестри, легнуваме со мислата за Македонија и се будиме со мислата за Македонија. За разлика од вас, господа од врхушката на СДСМ, кои што мислите на народот и на државата од избори на избори, ние легнуваме, заспиваме и се будиме секојдневно со мислата за Македонија и за граѓаните на Република Македонија. Без разлика дали биле или не биле избори. Затоа што тоа е нашата емоција. Затоа што тоа е нашиот живот, прва љубов и последна. Затоа што тоа се сите наши соседи, роднини, колеги, пријатели, другари. Тоа е нашето се, а нашето се е Македонија. За вас тоа е непозната големина. Има дилема и велат не воделе напред, а ние сме биле тие кои што сме останале во минатото. Еве, и затоа ке сакам да им дадам одговор денеска од овде од Куманово. Вие, господа од СДСМ, слушајте и запишувајте. Одите напред со полни тобри украдени пари од граѓаните, а ние ќе одиме напред и ќе градиме иднината на достоинствена, честита и праведна Република Македонија. Вие, господа, од врхушката на СДСМ, одите во иднината за да крадете и да се богатите, а ние одиме и градиме иднина за богата држава и богати граѓани. Тоа е разликата од нас и вас. Вие, господа од СДСМ, би сакале да го заборавите минатото за да одите во иднината, затоа што како сидро ве влече и не можете да одите напред. Но ние од ВМРО-ДПМН, од коалицијата за подобра Македонија и од стотиците илјади граѓани во Македонија, одиме напред, мислејки на иднината, мислејки на традицијата и мислејки на вистинските вредности кои се нашето едро во кое што дува силен ветер и кон Европа и кон светот. Тоа е разликата од нас и вас. Вие имате проблем со самите себе, а ние и граѓаните на Република Македонија имаме проблем со вас, а тој проблем ќе го решиме на 21. април, па на 5. мај, а потоа и на предвремените парламентарни избори. Исто така, ќе ми речат, требало да се извинам за 11 години ВМРО-ДПМН. Еве, овде од Куманово ќе им одговорам. Поминаа 24 часа од првиот одговор вчера во Битола, нема реакција. Еве ќе им одговорам повторно од Куманово. Јас почнав со првата генерација во ВМРО-ДПМН. Работев со втората генерација во ВМРО-ДПМН. А третата генерација, како трет председател од самостојна Македонија, јас ја предводам како лидер. Ние во ВМРО-ДПМН не се откажуваме ниту од еден човек, без разлика дали бил од првата
втората или е дел од третата генерација. Еден за сите, сите за еден. Тоа е нашето мото. И ние сме честити луѓе, ако знаете што значи зборот честитост. И подготвен сум за сите грешки од минатото, без разлика од која генерација. Човек што работи и греши. Да ги прифатам на себе. Јас сум тој кој што сега го предводи ВМРО-ДПМН. Јас прифаќам на себе се, но подготвен сум истовремено да понудам и решенија за тие грешки. А се што било добро, да го проширам, надградам и иновирам, и најобемната програма ќе ја видите на следните предвремени парламентарни избори. Таа програма ќе се темели на три суштински вредности. Првата, подобрување на квалитетот на живот на нашите сограѓани. Втората, економија, креирање на работни места и повторна економија. Третата работа, ширење на националниот дух, ширење на македонизмот. Тоа е она на кое што ќе се темели идната програма на ВМРО-ДПМН. Почитувани кумановчани, браќа и сестри, добри луѓе, нас ни предстои велика битка затоа што нашата цел е велика. И таа цел ќе изобилува со многу предизвици и искушенија. Јас сум свесен дека на крај ќе победиме, затоа што победуваат мотивираните и победуваат храбрите. Овде денеска јас гледам мотивирани и храбри луѓе подготвени да победат. А сега ќе го прашам Зоран Заев и тие, не им ги споменувам имињата, неколкумина слуги околу него. Дали се подготвени да се извинат овде во Куманово за сите оние грабежи од транзицијата? Дали се подготвени да се извинат за Искра, за Тутунски комбинат? Дали се подготвени за Житомел да се извинат? Дали се подготвени да се извинат за сите неправди сторени во транзицијата? Дали Зоран Заев е подготвен да се извини за плячката од Глобал? Дали е подготвен да се извини за евро за вицето, евро за црквата? Се сеќавате ли на Мирчо свинјарникот? Дали, господа од СДСМ, сте подготвени да се извините, а потоа да загубите на следните претседателски избори, да формираме влада за национално единство и потоа да излезете од дупката во која што се криете и да распишеме предвремени парламентарни избори и да го решиме ова една за секогаш? Ајде, охрабрете се! Помина, драги браќа и сестри, добри луѓе, помина конвенцијата на ВМРО-ДПМН во Струга. Разговарав со делегатите, со луѓето кои што гласаа на таа конвенција и ги прашував зошто токму изборот беше професорката Гордана Силјановска. Одговорот ќе го конципирам во два дела. Првиот дел станува збор за најинспиративниот професор на Универзитетот Кирил и Методи. Професор кој што несебично
го споделил своето знаење со генерации студенти на правниот факултет. Жена, мајка, сестра, соседка, другар и иден председател на Република Македонија. И втората работа, тогаш, кога требаше, јасни и прецизни беа нејзините ставови. Тогаш, кога Македонија, овие луѓе, ја парча, раскрчмуваа, делеа и тргуваа со нејзината територија. И во 2004-та, и ден денеска во 2018-та. Гордана Силјановска-Давкова застана на браникот и се бореше со принципите, и се бореше за татковината, која што е наша заедничка и на македонците, и на албанците, и на србите, и на турците, и на ромите, и на власите, и на бошњаците, и на сите останати. Затоа Гордана Силјановска-Давкова ќе победи на 21 април, а потоа на 5 мај и потоа заедно на предвремените парламентарни избори. Ме прашуваат често што е неправда. Што толку сте запнале со таа неправда? Еве ќе кажам што е неправда. Неправда е кога на земјоделците ќе им ветувате зголемени субвенции за гарантиран откуп и дополнителни средства за поддршка. А кога ќе дојдете на власт, ви е срам да ги погледате луѓето во Ресен, кои што денеска со пила ги сечат кроштите кои што треба род да дадат за да ги преранат собствените семејства. Ке ви биде срам да ги погледате во очи оние од пијанеци малешевијата кои што го истураат родот свој по улиците. Ке ви биде срам да ги погледате оние од Росоман кои што ги фрла покрај пат праските. Ке ви биде срам да ја гледате Пелагонија неожнеана како ја грее пролетното сонце, зашто нема откуп. Ке ви биде срам кога ќе појдете во Кочани и Кочанско и ќе го видите оризот на нивите, затоа што нема кој да го купи. Ке ви биде срам кога оние прекупци ќе немаат што да купат во Струмице и Струмичко од раноградинарски производи. И на крај, ќе ви биде срам, ама тука немате срам, да излезете пред луѓето и да барате поддршка за оној деспотски избран кандидат, Стево. Тука немате срам. Тука немате срам. Седнавте во еден скап скопски хотел, во мафијашки стил, и деспотот обзнани, Стево е избраниот, а овие во тркалезна маса само дигнаат два прста. Не знам дали се сеќавате, има конкурс, луѓе се пријавува. Се сеќава ли некој? И тие ќе ни кажуваат за вредности, тие ќе ни кажуваат за Европа. Какви вредности, какви пусти вредности, за пари се работи. Излезете и кажете му на народот, за пусти пари се работи, слава и моќ. Тоа е вистината, драги мои кумановчани. Се друго е демагогија и говорење на невистина. Лажат, не само што лажат, туку и сушат од лажење. Нема да должам повеќе. Ке завршам тука. Браќа и сестри, неправда е кога докторите ќе им ветуваат 100.000 денари плата, а денеска ќе ги полниме клиниките во Европа и во светот. Неправда е кога на инженерите ќе им нудат 1000 евра плата, ќе ги полниме фабриките по Европа и по светот. Неправда е кога на студентите ќе им се ветува студентски град, реновирани домови, а живеат во субстандардни услови. Неправда е кога се колнат во жицата, во најмилото, во дедовината и татковината, а на брутален начин
ја оставија државата сирачете. Тоа направи Зоран Заев и тие слуги околу него. Се сеќавате на митинзите, ајде мајката, го донеле Заев името да го смени. Ајде мајката се. Сега што правиме? Сега види мајката. Но ништо не е готово. Ништо не е завршено. Мора и тогаш кога ни викаат дека е невозможно, кога не обесхрабруваат, кога не демотивираат, затоа што тоа им е задачата. Да застанеме цврсто на нозе и да продолжиме да се бориме. Тоа треба да не мотивира. Тој што се бори, тој што победува. Неправда е кога патриоти ги судат на 2 века казна. Тоа е неправда. А борци од ИСИС, што туку вратени од боиштата од Сирија, на 3 пати помали казни. Тоа е неправда. Неправда е сето она што денеска и се случува на Македонија. Ние ова не го заслуживме. Ова не е фер. Но таков е животот. Затоа мора цврсто на нозе да застанеме, да се бориме и да победиме. Само така можеме овие неправди да ги исправиме. Сосема на крај, сакам со вас да ја споделам и втората добра вест. А тоа е дека, еве како што гледате, пред зората е најтемно. Но, доаѓа зората, изгрева, драги мои браќа и сестри, добри кумановчани, изгрева зората на слободата и доаѓа правда за Македонија. Победува професорката Гордана Силјановска-Давкова. Да сте ми здрави и живи, да е здраво и живо Куманово, Македонија и ВМРО ДПМН со коалицијата за подобра Македонија. Ви благодарам.